Утро во Скопје во моментов минус 6 степени, но тоа не беше пречка за прв утрински тренинг на мојот соговорник. Велам добро утро за професор Лазар Иванов, професионален инструктор. Лазар, добро утро, како сте утрово? Добро утро, ви благодарам за поканата. Поздрав до вашите гледачи. 7 часот и 30 минути, меѓутоа вие веќе го имавте вашиот прв тренинг. Ниските температури не беа пречка да излезете надвор, да тренирате, всушност тоа го правите во текот на целата година. Вообичаена работа, 365 дена во годината, нема прекин. Утрово го направивме, секако го завршив првиот утрински тренинг, како и секој утро, така да се надевам дека и вашите гледачи го направија истото. Празниците веќе ни завршуваат, оние новогодишни, кога имаше поголемо количество на храна и кога секој од нас знаеше малку повеќе да се задржи на трапезата, меѓутоа време е да се вратиме во форма. Ова го велиме постојано и кога ни доаѓа од летен период, меѓутоа еве вие како велите, не од утре, од денес да започнеме, затоа што летото се наближува. Тоа е интересен феномен. Празници, па чекаме да завршат празниците. Нема 365 дена во годината, како можеме да се храниме, така треба и да ја трошиме таа енергија, се вежби и на 31 и на 1. Во делот на храната за време на новогодишните празници секако разбирам дека се опуштаат луѓето, меѓутоа ако внесат нешто повеќе, треба и да извежбат повеќе. Имаат ли можност во вакви ниски температури, еве вие сте сепак професионалец, меѓутоа зборуваме за оние кои што тренираат еднаш или два пати во текот на неделата, да направат тренинг, затоа што сите велиме вака не е ладно надвор, ако сме во сала повторно можеби немаме идеални услови, меѓутоа времето верувам дека не е пречка за оние кои што сака да тренира и да го врати телото во своја форма. Вежбачите постојано бараат изговори, меѓутоа често го повторувам дека летно време е премногу топло за вежбање, зимно време е премногу ладно, на есен некако е тажно за вежбање, пролета пак е премногу убаво за вежбање. Така да ако се створи навика, ако се фати ритам, тренизите се вообичаена работа, ништо специјално, стануваш, извежбуваш, нека биде тоа 15 минути лесен утрински тренинг. Во текот на неделата може 2 до 3 потешки тренизи, дали се тоа тренизи со тежини, дали е вежбање аеробик или нешто слично, некоја спортска активност, се едно, важно е да се биде активен непрекинато во текот на целата година, целиот живот. Што препорачувате за некој кој што од денеска сака да започне со вежбање? На што да се фокусира? Најпрво треба да донесе одлука и да си побара помош од стручно лице, да се консултира со стручно лице, да му изработи програма или едноставно да работи со стручно лице, дали се тоа групни активности, индивидуални тренинзи, за да го воведе, за да не направи грешки, бидејќи може да потроши многу време, многу енергија, ама да оди во погрешна насока. Вежбите како што може да делуваат позитивно, може да направат и проблем. Кога станува збор за исхраната, на што да се внимава во овој период, кога споменуваме дека изминатиот период, можеби тоа е веќе еден месец, се јадеше малку покалорична храна, меѓутоа на што да се сконцентрираат сега? Да ги избегнуваат новогодишните пакетчиња најпрвен. Вака, луѓето за време на празниците јадат како да нема утре. Мислам, тоа е неверојатен феномен за мене, бидејќи јас од кога знам за себе, внимавам што внесувам. Да, знаев понекогаш благото ми била слаба страна, меѓутоа едноставно мора да се биде дисциплиниран. Значи, нормален внес на енергија, онолку колку што трошиме, толку внесуваме. Мора да имаме контрола што внесуваме во нашето тело, исто како што некој што има убаво возило, па внимава што го гали, го мази, внимава што ќе внесе во него, а ние го имаме најскапоценето возило, нашето тело. Тука ако направиме утка и во континуитет, ако внесуваме погрешни работи и не се грижиме за него, имаме страшни резултати на непоправливи некогаш, така да подобро порано отколку подоцна, да не чекаме докторот да ни каже дека е време да започнеме со физички активности. Сакам да ве прашам за нешто што можеби малку повеќе актуелно и на социјалните мрежи, оно што некако се одлучуваат повеќето после вакви празници да бидат на оној пост на вода. За оние кои што и вас ве познаваат, знаеме дека и вие тоа често го практикувате, меѓутоа вие сте сепак професионалец. Дали е штетно тоа за организмот? Не многу често, не го правам многу често, меѓутоа повремено знам да го направам тоа, секако најпрвен во консултација со доктор, за да се види во каква состојба е организмот и што смее да направи. Кај мене е лесно да тие работи, бидејќи сум дисциплиниран во текот на целиот мој живот, моето тело е подготвено, значи и оние мали отстапки што ги правам не се нешто посебно, не се драстичен шок за организмот, бидејќи сега не можеме да внесуваме се што во огромни количини и одеднаш да правиме голем рез, бидејќи е голем шок. Треба постепено да се намали внесот на калории и
да се стекне некоја навика, полека да се привикне организмот, не да се прават нагли шокови, бидејќи вежбачите знаат да направат оние наменски диети, да направат резови, веќе имаат некои резултати, ама тоа е шок за организмот. После тоа се враќаат на стари навики на исхраната и нормално дека се враќа на старо и се чудат како диетата не функционирала. Како внесна енергија имаш, што правиш, тоа се случува. Колку сте вие задоволни од 2025 во смисла се покажали вашите вежбачи вистински во сала и беа ли присутни на сите тренинзи? Да, оваа година морам да кажам дека беа одлични и после ковидот, а од година во година имаме се повеќе вежбачи, се поредовни се. Знам често да им се скарам во секој случај, бидејќи знаат да направат понекогаш некоја одстапка, знам да ги фатам во ресторан со забранената храна во раце, така да не, одлични беа, презадоволен сум, се надам 2026 ќе биде и верувам дека ќе биде многу подобро, одиме чекор понапред, имаме вежбачи од 20 години до 70, 70 и неколку години, сите се одлични, значи девојчиња од 20 години со девојчиња од 70 години на иста линија, одлично. Тоа значи дека годините никогаш не се пречка. Благодарам многу на одвоеното време, ќе ви посакам пред се многу здравје и се разбира се гледаме сите во сала. Ви благодарам за поканата, вежбачи, вежбајте редовно и бидете дисциплинирани. Благодарам уште еднаш.